К15 од 40% од висината на платата ќе добие секој вработен. Според последните измени на општиот колективен договор за приватниот сектор, од областа на стопанството предвидено е регрес за годишен одмор со висина од најмалку 40% од основицата. Не се менувани во текот на 2016 година, значи скроз останува она што беше договорено со измените на ОКД во 2015, а тоа значи износот, како што рековте вие, 40% од просечната плата. Кај работодавачите кај кои настанале потешкоти во работењето, ценијќи економската финансиска состојба на работодавачот, по задолжителна претходна консултација со синдикатот, со спогодба подпишана од работодавачот и репрезентативната синдикална организација, може да се утврди регрес за годишен одмор во помал износ од износот утврден со овој колективен договор. Немаат обврска да организираат синдикат оние компании кои немаат регистриран синдикат. Значи, во општиот колективен договор за приватниот сектор и стопанството е регулирано оние кои имаат организирана синдикална организација, спогодба да ја подпишуваат работодавачот, значи директорот, заедно со председателот на синдикатот, а оному кај што нема таква синдикална организација, работниците избираат свој представник кој ќе ја подпише таа спогодба. Значи, одредба дека заради тоа да организираат синдикална организација не постои во колективниот договор. Износот на регрес се утврдува според основицата на платата, која важи на денот на донесувањето на одлуката за исплата. Услов кој треба да се исполни за регрес за годишен одмор е работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач. Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во текот на годината, што значи до крајот на оваа година сите работници кои го исполнуваат условот за регрес на годишен одмор треба да им биде исплатен од страна на работодавачот. Во спротивно се пропишани високи казни. Согласно Законот за работни односи, согласно општиот колективен договор, надлежен за контрола на имплементацијата на спроведувањето на одредбите на општиот колективен договор е Државниот инспекторат за труд. Значи, инспекторот за труд има право да направи контрола кај компанијата и во склоп на тоа дали се почитуваат останатите право од работен однос и правата од стекнати со колективниот договор. Инспекторот најпрви некако констатира дека не е исплатен тај надомест, му дава рок на работодавачот да го исплати. Ако не го исплати и тогаш следуваат казни за работодавачот. Покрај правото на работникот од заработувачката плата, има право на надоместок и на трошоци поврзани со работата.